Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Поштеден Медовми, поштеден министер, со посветена и одговорна работа на локалната самоуправа и со огромна поддршка на владата ги завршуваме започнатите проекти од минатата година и со задоволство можам да кажам дека жителите и на Тработивиште, на Разловци, покрај досега единствената сообраќајница која што ја има, добиваат и друга патна алтернатива. Како одговорна и локална и централна власт нема да дозволиме настаните кои што се случуваа пред негде околу 8-9 години, најоддалеченото село во општина Делчево, село Разловци, да биде скоро 2 години отсечено и без соодветна сообраќајна врска. Во изминатата година на овој патен правец се работеше интензивно, се завршија сите земјени работи, сите припремни работи и овие денови веќе се поставува нов асфалт на најстариот локален пат помеѓу Делчево и Тработивиште. Локалниот пат е уложен од 5,3 км, ширина колозот е 4 метри, изработени се банкини, соодветни одводни канали до целиот патен правец. Сакам да истакнам дека ги реализираме континуирано ветувањата кои што ги имаме дадено пред граѓаните и одговараме на сите нивни приоритетни барања, односно на сите жители, без разлика дали се тоа во градската средина или во руралните средини. Овој проект, овој локален пат е изграден во рамки на проектот по врзување на локални патишта, кој што се реализира преку Министерството за транспорт и врски и со финанска поддршка од Светска банка. Во рамките на овој проект општина Делчево има добиено средства од околу 800.000 евра и за тие средства има реализирано инфраструктурни проекти. Односно тоа се улиците, реконструкција на улиците Скопска, Орце Николов и дел од улица Острец, како и овој локален пат на кој што се наоѓаме денес. Вкупна должина на сите реконструирани и изградени патни правци е 6,1 км. Јас сакам оваа прилика да ја искористам, да изразам огромна благодарност до владата, до Министерството за транспорт и врски, до министерот Бочварски, кој што даде огромна поддршка на Делчево, на жителите на општина Делчево, за да изградиме значајни инфраструктурни проекти овде во Делчево и да одговориме на приоритетните барања на сите наши граѓани. Министре, извршивте увид колку временски според она што ви го кажа изведувачите би траело? Најпред да се заблагодарам на градоначалникот за денешната посета, за поканата која што ја добив, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на изведувачите и надзорниот орган. Министерството за транспорт и врски во континуитет продолжува со реализација на програмата за изведба и модернизација на патната инфраструктура на секаде низ државата. Проектот за рехабилитација на локалните улици и патишта, преку кој вложуваме неповратни средства директно во општините, се реализира со силно темпо во многу општини низ државата. Како поранешен градоначалник, знам колку е важна поддршката од централната власт, бидејќи со тие средства се реализираат многу значајни проекти кои носат голем бенефит за граѓаните, секако и за општините. Во општина Делчево преку овој проект вложуваме средства во висина од приближно 800.000 евра за рехабилитација на локални улици и патишта, кои беа барање на жителите, а пред се артикулирани преку општината и градоначалникот на општина Делчево. Со градоначалникот Трајковски денеска се наоѓаме на увид во градежните активности на локалниот пат кон населеното место Тработивиште, за кој вложуваме повеќе од 22 милиони денари. Би сакал да потенцирам дека овој патен правец се асфалтира прв пат. До сега овде немало асфалтен пат. Од огромно значење е ова за жителите на населените места Тработивиште и Разловци, на кои им е единствен пристап до нивните земјоделски поседи. Вкупната должина изнесува 5,3 км и со неговото асфалтирање ќе се подобрат значително условите на локалното население за функционирање и за нивното секојдневие, секако кога патуваат и транзитираат кон Делчево. Навистина ме радува кога вака активни градоначалници, како градоначалникот на општина Делчево Трајковски, сериозно и посветено си вршат својата работа и ги користат сите услови да обезбедат нови инвестиции, да направат проект повеќе за својата општина, за своите граѓани и со тоа да го подобрат животот на граѓаните. Општина Делчево преку истиот овој проект досега изврши реконструкција на улиците Орце Николов и Скопска, а активно во овој момент се работи на улицата Острец, која се наоѓа во градското јадро, со што речиси ќе бидат искористени сите средства кои беа ставени на располагање од централната власт за општина Делчево за локални патишта.
Исто така би сакал да напоменам дека вложуваме средства во изградбата и на комуналната мрежа во општина Делчево. Министерството за транспорт и врски веќе започна процедури за избор на компанија за изведувач и надзор, со што очекувам реконструкцијата на дел од дистрибутивната мрежа во градот да започне во текот на месец јули. За реализација на овој крупен проект за Делчево инвестираме 23 милиони денари. Министерството за транспорт и врски продолжува со поддршка за сите општини. Би ја искористил уште еднаш приликата да ги повикам општините и градоначалниците да изработуваат и да доставуваат што е можно повеќе добри и квалитетни проекти со цел подобрување на животот на граѓаните и развој на локалните средини. Ние сме отворени за соработка, скоро и да не постои општина во која не сме вложиле средства, каде не се гради или не се инвестира. Сакам да ги уверам граѓаните дека инвестицијскиот циклус продолжува со силна динамика и во наредниот период. Проектите продолжуваат да се реализираат во континуирано силно темпо со силна динамика. Ви благодарам. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk